Кусо траеше средбата на претседателката на Судскиот совет Весна Дамева со премиерот Христијан Мицкоски околу реформите во Судскиот совет. Една од идеите на премиерот е распуштање на советот, како и советот на обвинители, како реформа во судството чија доверба е разнишена. Елена Ивановска е во владата каде се одржа состанокот што заврши пред малку. Елена, има ли нови идеи по средбата? Да, така е, Марија. Помалку од еден час траеше средбата на претседателката на Судскиот совет Весна Дамева со премиерот, на која што присуствувал и министерот за правда Игор Филков, и пред малку заврши изјавите. Одвоено ги дава прво претседателката на советот Дамева, потоа и премиерот Мицкоски. Но Дамева во кусата изјава за медиумите кажа дека средбата се одвива на нејзина иницијатива да достави предлози со кои што ќе придонесе за враќање на довербата во судството и зголемување на соработката меѓу институциите. Конкретно какви предлози дала не откри. И премиерот пак рече дека ги сослушал овие предлози, останува и понатаму отворен на својот повик, на повикот кој што го каже претходно до сите да предложат идеи, но дека засега не се откажува и понатаму од идејата за распуштање на овие две тела, Судскиот совет и Советот на јавни обвинители. Конкретно, дали Дамева успеала да го убеди дека не треба да има распуштање на Судскиот совет, рече дека оваа средба која трае помалку од еден час не е доволна за да се донесат конкретни одлуки, но дека и понатаму е отворен за разговори и за идеи, и дека, како што кажа, кога се гледаат политичари суди, не е добро, тоа значи дека има некакви проблеми кои што треба да се надминат. Предлагам да ги слушнеме изјавите на Дамева и на Мицкоски. Судската и извршната власт сметам дека не треба да се гледаат како соперници, туку напротив треба да се гледаат како соработници, затоа што таа институционална соработка меѓусебна е многу важна за наредните чекори, наредните резултати, се со цел враќање на довербата кај граѓаните. Граѓаните заслужуваат, а ние сме обврзани да обезбедиме неселективна правда и да имаат правна држава. Целосната имплементација на препораките на дадени нотирани во извештајот на оценската мисија зависи и од заложбите кои што сите ние ги имаме. Судскиот совет веќе ги имплементира тие препораки и како главен патогас за Судскиот совет се препораките од нотирани во извештајот на оценската мисија, и сметам дека тие треба да бидат во насока на успешно спроведување на реформскиот процес. Врховен судија и претседател на Совет на јавни обвинители се дел од коруптивен скандал со парите во рака и се спогодуваат. Има ли поеклатантен пример на немање на правна држава? Има сет од предлози кои што ќе бидат презентирани во рамките на Министерството за правда и во периодот кој што следи ќе биде запознање на јавност. Инаку не беше сега навлегувано во детали, во суштината, само бевме запознаени така, би рекол, наративно за мислата која што има тие како институција. Очекуваме нешто по-конкретно. Да, на прашањето дали разговарали за други теми поврзани со судството, односно за Судскиот совет, премиерот Мицкоски рече дека не конкретно имаше и новинско прашање дали разговарале за судијата Пајазити, за кого партијата ВМРО ДПМН, но и владата имаше критики поради тоа што избега од земјава Блерим Рамадани, кој што беше обвинет за воени злосторства, откако судијата Пајазити одлучи да биде во куќен притвор наместо во редовен притвор. Премиерот рече дека на оваа тема не разговарале денеска, но секако оваа средба се случува во период кога тоа е една од главните теми поврзана со судството и со Судскиот совет. Судскиот совет најави дека ќе го разгледа овој предмет, како и спогодбите за разрешение од Врховен судија Наке Ѓоргиев и поранешниот член на Советот на јавни обвинители Иџет Мемети, кои добија 3 годишна затворска казна и условна казна во спогодба со обвинителството.
судскиот совет во наредниот период треба да ги испита овие судски одлуки и да се произнесе конкретно во случајот со екстрадицијата, односно со притворот на Бледим Рамадани, дали судијата Пајазити сторил погрешни чекори, односно постапил незаконски кога одлучил да му го укине ефективниот притвор и да му одреди куќен притвор, пошто тој се дава во бегство. Марија? Елена, има ли најави за евентуални нови средби меѓу премиерот и Советот на обвинители или нова средба меѓу премиерот и председателката на Судскиот совет? За сега нема најави за такви средби. Премиерот Мицкоски кажа дека е отворен во наредниот период за да слушне идеи и од другите институции или пак експерти, а потоа да ги сублимираат и да одлучат, но повтори неколку пати дека не се откажува од идејата за распуштање на овие тела ако нема подобро и поефективно решение, бидејќи довербата во судството е многу ниска, катастрофално ниска, како што рече нема правда, криминалот царува и дека токму во таа насока таа е целта на реформите кои што треба да дадат таков резултат. Елена Ивановска од средбата на премиерот Христијан Мицкоски со председателката на Судскиот совет Весна Дамева.